Сеќавате минатиот пат. Рековме дека имаме проблем со нечисти усни. Имаме проблем со нашиот јазик. Често пати го користиме како што не треба. Видовме колку голем проблем тоа е и за самите нас, а и за околината, за оние околу нас. Видовме моќта на зборовите и тоа какво влијание шириме и со зборовите, и со однесувањето. Видовме дека секој од нас шири некакво влијание, дали е тоа позитивно или негативно. Не е никој од нас изолиран, осамен остров, туку сите ние сме обштествени битија, живееме прво во семејство, па во црква, во фирми, фабрики, предпријатија кај што работиме, секаде шириме некакво влијание. И видовме дека навистина треба да поработиме со тој наш мал, но немирен орган, кој што тешко, како што вели Јаков, тамо може да се заузда, да се препитоми. Видовме и начини како, но за да овој проблем се реши вистински, треба се реши во корен, како и секој проблем. Значи, знаете, имате еден куп луѓе денеска кои што се културни, поучни, со почит се однесуваат и така натаму. Едноставно научиле како да го прават тоа, па ние уште повеќе, затоа што ние представуваме Божи народ и често пати се фалиме дека имаме најголемата светлина и нормално е да поднаучиме така како да се однесуваме како што треба, меѓутоа не секојаш однесувањето кореспондира со оно што е тука. Значи можеме и убави зборови да кажуваме. Јас можеби не сум еден од тие, значи јас знам да бидам остар и да кажам по некој неворед збор, меѓутоа, значи, можете да кажувате и добри и учтиви и не знам какви зборови и мед да ви тече од уста, како што нели знаеме да кажеме, меѓутоа, тоа едноставно ете така сте го научиле. И тоа е само, ласкање или имате различни начини. Минатиот пат видовме, значи, неколку методи на манипулација со луѓето, на тоа како го прави тоа големиот брат, да речеме Америка и така натаму. Минатиот пат спомнав малку, кога сме кај тоа, кај тие светски случувања со настанот во Франција, нели, упадот на оние терористи, ќе кажам под наводници, во оној вестник сатиричен, Шарли Ебдо, како го викаат. Не знам дали имавте прилика да видите на Фейсбук какви се карикатури излегуваат во тој вестник, тогаш ќе се згрозиме и ние како христијани. Ќе рече, може би некој, човечки, онака кажано, може би тоа им требало, па си го добиле тоа. Значи, многу по-страшно нешто од оно што го видовме Мухамед, како, ако сте го видели, нели, во какво светло е прикажан. Значи, нешто многу страшно, нешто многу гнасно. Меѓутоа, како и да е, не знам, може би слушнавте, кога сме кај тоа, дека главниот инспектор кој што бил задолжен за истрага на целиот, тој настан не извршил самоубиство. Што е наистина симптоматично. Не би навлегало понатаму. Значи, тоа е уште една, според мене, голема манипулација што се прави. И сето тоа се прави со цел. За да се предизвика реакција, реакцијата веќе е постигната, видовте милион или колку таму луѓе се собраа во Париз и широм Франција и понатаму ќе видиме што ќе следи. Меѓутоа, да се вратиме на нашата тема, значи, за да го решиме проблемот со нашиот јазик, треба да се реши во корен. И сега да се подсетиме на некои од стиховите што и минатиот пат ги читавме. Матеј 12 глава, ќе стартуваме од Матеј 12 глава. Матеј 12, од 34 стих ќе читам. Да се подсетиме, фарисеите во еден момент рекле дека Исус ги истерува демоните со сотомска сила. И тоа веќе било почеток, или ако може дури да се каже и крај за нив, направиле хубаво на Светиот Дух. И Исус им се обреќа и им вели во 34 стих, породи змиини. Со други зборови, ваш татко се знае кој е.
Вие сте породи змијени. Како можете да зборувате добро кога сте зли? Зошто од преполнувањето на срцето зборува устата. Добриот човек од доброто сокровиште донесува добри нешта, а злиот човек од злото сокровиште донесува зли нешта. И потоа, оние познати зборови од минатиот пат ги читавме, и ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зошто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. Но што забележуваме овде поготово во 34 стих? Зошто од преполнувањето на срцето зборува устата. И Библијата кога кажува срце, на што се мисли? На онаму кај што се чувствата и мислите. А тоа е умот, оној преден дел од нашиот мозок, најбитниот. Значи, зборовите излегуваат од устата, ама нешто претходи на тоа. Треба се роди мисла некоја, па за да после биде преточена во збор. Или еве, Јаков е уште може би појасен, односно, истото тоа го кажува со своји зборови. Јаков, послание Јаково, 3 глава. Послание Јаково, 3 глава. И читаме од 7 до 12. Зошто секаков вид зверови, птици, лазачи, морски животни се скротуваат и се скротени од човечкиот род. Но никој од луѓето не може да го скроти јазикот, немирно зло, полно со смртоносен отров. Повторно асоцира на лукавиот. Со него го благословуваме нашиот Господ и Татко и со него ги проколнуваме луѓето кои што се создадени според Божјето подобие. Од истата уста излегува благослов и проклетство. Тоа не смее, браќа мои, да биде така. Тече ли од изворот, од ист отвор, значи од ист чепор, да кажеме, сладка и горшлива вода? Не може. Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Така ни солениот извор не може да даде сладка вода. Значи, постои некој извор за да протече таа вода што ќе протече од нашата уста, да кажеме, од овој чепор. Сега се изразувам малку во стилот на брат Винко, знае он такви некои елементи да користи, да кажува. Значи, постои некој извор, а видовме од Матеј кој е изворот, срцето, односно умот. Знаете, најважното дело за нас како христијани е изградба на карактерот. Ништо поважно не е од тоа. Ништо. И тоа изградба на карактер кој што ќе биде сличен на Христовиот. И сега, знаете, самиот збор карактер е некаков абстрактен термин и мора да се малку дефинира. Што е карактер? Некој некојаш рекол дека карактерот е она што сме ние кога никој не гледа. И не е далеко од вистината се тоа. Тоа е она што сме ние кога никој не гледа. Значи, кога некој не гледа, ние можеме да глумиме, да бидеме сосема нешто друго што не сме во суштина. Меѓутоа, кога сме сами, тоа сме она што сме. Меѓутоа, забораваме, ние како христијани, дека има некој што не гледа и тоа. И дека се е снимено. Господ е се присутен. Значи, во секој случај, оваа мисла кажува дека карактерот е нешто многу повеќе од оно што се гледа. Од нашиот говор, од нашето однесување. И сега веќе тоа го спомнав. Меѓутоа, дали е можно да зборуваме и да се однесуваме на начин на кој што воопшто не сме такви какви што сме? Можно е и како е можно. Тоа е всушност проблемот со Лаодикеја. Пазите, дури минатиот пат спомнав, со своји собствени зборови човек самиот може да се излаже, а камо ли па некој друг. Лаодикеја самата се лаже себе си. Лаодикеја смета дека е богата и ништо не ја треба, а уствари е со сите недостатоци. И гола, и боса, и слепа. Значи, Лаодикејецот има облик на побожност, ама се одрекал од силата Божја. Значи, има лисија колку сакате. Сега се наврќам на првата тема од тамо 4. јануари. Значи, лисија колку сакате на дрвото. И сега од далеку изгледа дека е нешто совршено. За фарисеите сметале дека ако има воопшто некој кој што треба да иде во рај,
значи да биде спасен, тоа што фарисеите биле први, затоа што оддалеку вака, кога ќе погледнете, перфектни биле. Самиот Павле ќе каже во Филипјаните, ако се сеќавате што кажува за себе. Што се однесува до законот и правдата на законот бев безпрекорен. Но дали беше така? И сега надворешно луѓето гледаат, ова е безпрекорен, значи овој ќе се спаси сигурно. Така сметале за фарисеите. Меѓутоа тие и нив Господ Исус ги опишува токму како оние смокви кои што имаат лисија, колку сакате, а од кога од поблиску ќе ги анализирате, плодови нема. Останува само на лисијата. Сега, проблемот е што некојаш кај нас ние воопшто ја немаме таа способност. Да, точно е дека по плодовите ќе ги препознаете, вели Исус. Меѓутоа, за да ги видиме плодовите, некојаш треба одблизу да го погледнеме дрвото. А тоа највеќе и најпрецизно го може само Исус. Ние можеме да бидеме измамени. Видите како. Значи, лаодикеецот е всушност таков. И токму поради тоа што има облик на побожност, а ја нема силата, токму затоа му е потребно смоквино лисие. Повеќе и повеќе да се кити, за да ете барем другите сметаат за него дека е побожен. Тој се однесува според словото на законот и е надвршно безпрекорен. Ви кажа в стихот Филипјаните 3.6. Значи, Павле вели во Филипјаните 3.6 за себе, според правдата на законот бев безпрекорен. Се до моментот кога на патот кон Дамаск ќе се сретне со Исус. И потоа што запишал во прво послание до Тимотеј 1.15. Прво послание до Тимотеј 1.15. Верно е словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. Претходно вели што се однесува до правдата на законот бев безпрекорен, а после средбата со Христа вели јас сум најголемиот грешник. Нам навистина ни е потребна средба со Христа за да се осознаеме кои сме. Значи карактерот е она што сме, вистински она што сме, а не она што изгледа дека сме и она што го прикажуваме. Тоа е карактерот, а тоа е најклучното нешто. Без карактер сличен на Христовиот, или како што вели таму Павле, вели, ниту еден без светост не може да го види Господа. Без карактер сличен на Христовиот не можеме да го видиме Господа. Или еве како Библијата тоа го опишува, односно повторно Соломон, неизбежен изгледа ова тромесечие, Пословици 23.7. Пословици 23.7. Еве што запишал Соломон. Една голема вистина. Зошто тој е таков како што мисли во себе си. Со други зборови, она што мислиш, тоа си. Она, тоа може и двојно да се свати, значи, она какви мисли имаш, тоа си. Затоа што Елен Вајт ќе каже дека карактерот што е? Мислите и чувствата заедно го градат моралниот карактер. Значи, карактерот е нешто што не се гледа. Значи, за да бидеме слични како Христа, што треба да имаме? Ако карактерот се мислите и чувствата заедно. Какви треба да бидеме? Ако сакаме да бидеме слични на Христа. Значи, нашите мисли и нашите чувства треба да бидат налик на Христовите. Оно што Христос мисли, тоа и ние треба да мислиме. Оно што Христос мисли за гревот, така и ние треба да мислиме за гревот. Оно што Христос чувствува за безпомошниот, така и ние треба да чувствуваме кон безпомошниот. Значи, едноставно, истите мисли, истите чувства, или како што Павле рекол повторно во Филипјаните, да го имаме Христовиот ум. Значи, за да бидеме слични на Христа, односно да го имаме Христовиот карактер, треба да се случи промена тука, меѓу левото и десното уво. А не надворешна промена. Надворешна промена може да се случи многу лесно со некоја си дисциплина наша, со наша волја, со наши сили можеме да направиме и те како да изгледаме побожно.
Но ова тука никој не може да го смени. Видовме дури и јазикот, не постои човек да го заузда, ако тоа некој друг не го направи. Значи потребно е за тоа виша сила. Еве уште еден друг цитат. Мислите и чувствата негувани му даваат насока на однесувањето и така го одредуваат карактерот. Мислите и чувствата негувани, значи во однос на тоа како ги негувате мислите и чувствата, така му давате насока на вашето однесување, а тоа пак го одредува вашиот карактер. Затоа, не случајно, Соломон, повторно Соломон, во 4 глава од Пословици ќе каже, од 23 стих, значи ова веќе го поминавме во проучувањето нашата поука, но не е лошо да го спомнем овој многу моќен стих, 4.23 Пословици. А над се чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Значи, ова треба да се чува над се, затоа што тука извира живот. Или живот или смрт, всушност. Прашање на живот или смрт. Појасно не може да биде. Значи, доколку се однесуваме, да речеме, примерно, учтиво, христијански, така наречено, но мислите и чувствата не ни се во склад со Христовите, или во склад со она што се однесуваме, тоаш ние лицемериме. Тоаш ние не сме христијани во вистинска смисла на зборот, туку сме лицемери. Но, тука една работа мора да се спомне дека, па природно е за нас така да се однесуваме. Природно е, значи, зборувам природно. Нашата природа е да, какви сме по природа? Себишни и горди. Тоа е природата човечка. Значи, природно е да човек размислува и чувствува себишно, да гледа за себе. Попрво, отколку за другиот. Или пак воопшто да не гледа за другиот, напротив, да сака да го искористи, да го изманипулира и така натаму. За некоја своја цел. Значи, природно е, со други зборови, да ние како луѓе, ако Господ не оставил така, не превзел ништо, да го развиваме карактерот, да развиваме каков карактер? Сличен на сатанскиот карактер, а не Христовиот. Природно е така на човекот. И сега кога сме кај ѓаволот, тој е зол. Тука нема прашање околу тоа. Нема некој да рече дека има нешто и кај него добро. Ѓаволот е зол во корен. Но и тој како се прикажува? Како ангел на светлината. Па знае да зборува, знаете како знае да зборува ѓавол, па дури да цитира стихови минатиот пат спомнавме како го кушал Исуса во пустината. Значи едно е како се прикажуваш, а можеш во суштина да бидеш и зол, крајно зол, и само да глумиш. Значи проблемот е тука, тоа е карактерот, тоа е суштината, тоа е изворот на секој збор, па и на однесувањето како што видовме. Мора да се случи коренита промена, и тоа меѓу двете уши. Римјаните 12.2, многу добро познат стих, кој што кажува во суштина што треба да се, каква промена треба да се случи. Римјаните 12.2, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Значи, нашиот ум треба да биде обновен. Не нашето однесување да биде сменето. Ако нашиот ум биде обновен, тогаш од изворот, ако тече сладка вода, тогаш и низ чепорот ќе излегува сладка вода и сите ќе може да се засладат. Тоа ќе има, значи, ќе бидеме мил мирис за спасение во тој случај. Обнова на умот. На некој начин може вака да се изразиме. Сега живееме во едно компјутеризирано време, во време на хардвери, на софтвери, на лаптопи, на таблети и така натаму. Значи, ние имаме во нашиот компјутер оперативен систем кој што се нарекува, кој се вика себичност. Оперативниот систем не е тоа. Да речеме, наместо Windows, која е сега денеска, 8 или 10 како излегува, вие имате оперативен систем што се нарекува себичност. Тоа е по природа сте себични. И сега вие сакате да инсталирате софтвер
љубов, софтвер милост, софтвер добродетел, софтвер понизност, софтвер сите оние плодови од духот, нели? Меѓутоа, тој оперативен систем не ги поддржува таквите софтвери. И што треба да правиме? Треба да го смениме оперативниот систем, друго чаре нема. Значи, ако сакате, морате да ставите нов оперативен систем кој што се вика љубов. И тоа она агапе љубов. А таа ја немаме по природа, значи треба да ја добиеме од Господа. Тоа е во суштина тоа што треба да се смени, оперативниот систем. Или, што кажува Павле во второ послание до Коринќаните. Ова е нешто што навистина е тешко и никој, почнувајќи од мене па натаму, не верувам дека би можел да каже дека го достигнал ова. И самиот Павле вели, не, се трудам, ама не сум го достигнал. Не конкретно за ова, меѓу другото и ова е тоа за кое што веројатно мисли. Второ послание до Коринќаните 10.5. Послушнете ги овие зборови. Второ послание до Коринќаните 10.5. Па ги рушиме мудрувањата и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога, и ова е битниот дел, вториот дел од стихот, и ја поробуваме секоја мисла за послушност на Христа. Ја имате ли поробено секоја мисла за послушност на Христа? Ова е невозможно за човек. Ова е невозможно, ова мора да има надприродна интервенција. Човек мора да е наново роден, човек мора да има нов оперативен систем, значи, во својот компјутер, за да може да го постигне ова. Секоја мисла да му ја поробиме на Христа. Тогаш проблемот е решен. И со зборовите, и со се. И со однесувањето. Или Прво Петрово 1.13. Прво послание Петрово 1.13. Што кажува Петар со своји зборови. Затоа препашате ги бедрата на вашиот ум. Чи Јаков вели зауздајте го јазикот, треба да го зауздаме јазикот, овде вели препашете ги бедрата на вашиот ум. Зауздајте го умот, други зборови. И тогаш, ако така е случај, тогаш ќе може, иако Павле овде не советува како треба да живееме, но само тогаш ќе можеме да мислиме, на што да мислиме Филипјаните 4 глава отворете, 8 стих, што вели Павле овде во Филипјаните 4.8. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Ако мислиме на ова, ако ги насочиме, мисле, че тука мора да постои наш напор, не може Господ со сила ништо не прави, поготово тука, затоа што тука е нашата волја, и нашата волја одлучува, и она што е најтешкото, а најбитното е тоа што треба да му ја предадеме нашата волја на Господа, за да тој води. Да ни ги очисти и мислите, да ни ги препаша мислите и да биде се под контрола. Но еве начин како да сето тоа се вежба, значи да мислиме на она што е вистинско, на она што е честно, што е праведно, што е на добар глас, што е за изградба. И сега зошто сето ова го зборуваме? Еве, дури од првата тема во оваа година, на 4, потоа на 11, еве сега на односно 3 беше, мислам. 3 и 10, па сега 17. Да, така му доаѓа. Зошто сето ова е битно? Сето ова е неопходно, важно, за да бидеме успешни сведоци за Христа. И за да имаме успех во нашето проповедање. Факт е, почнувајќи од тука, некои зли јазици, знаете ги има еден куп, ќе кажат, оваа црква нема иднина. Такви зборови се слушаат. Знаете ли која црква нема иднина? Црква која што нема нито еден искрен, оној кој што го бара Бога, кој што искрено сака да личи на Христа, таквата нема иднина. Ја верувам дека тука има, ја верувам дека сите сме такви, затоа доаѓаме, сме искрени и сакаме да личиме на Христа. Таа црква има иднина.
Таква црква има и нина. Вие можете да имате и 100 души овде денеска, меѓутоа да им сосема нешто друго во умот, да им е сосема нешто друга целта. Тогаш џабе е сето тоа. Значи, за да бидеме успешни сведоци, за да навистина, како што често пати велиме, да се наполни во оваа црква, не се полни таа црква со трикови човечки. Не се полни таа црква со човечки замисли, идеи, планови. Знаете ли како се полни? Знаете ли како незнабожците, знаете ли како народите ќе дојдат? И кога ќе дојдат? Еве зашто е ова битно. Значи, најважна тема, ова е втора по важност, проповедањето, сведочењето, меѓутоа најважната е изградба на карактерот. Без тоа нема да ви дојде никој. Затоа што вие може да глумите 1 година, 2 години, 3 години. Ама кога тогаш некој одблизу ќе ја погледне и ќе рече, па овој бил бетер од мене. Пример. И ќе си отиде и нема никој веќе да дојде. 6 глава Исаија. Исаија 6 глава. Да, веќе некој го цитира. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа. Како доаѓа? Како завршува стихот? Како можеме да светлиме и ние воопшто? Нели? Црквата е светлина на светот треба да биде. Како светиме ние? Стихот вели, на тебе блеска Господовата слава. Што светли всушност? Светли Господовата слава. А што е слава во Библијата? Ова е еден израз и назив за карактер. Ако се сеќавате Мојсија кога побарал Бог да помине, мислам да се сретне со Бога и поминал Господ и читаме таму. Многу милостив, долго трпелив, спорна гнев, така натаму. Едноставно, помина Божијата слава, да имаме еден опис на Божиот карактер. Значи, тој е карактерот. Славата Господова е Божиот карактер. И вториот стих, а еве, темнината ја покрива земјата, тоа е факт, и мракот народите. А тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. Божјата слава, Божиот карактер. И, ако ова е случај, значи, ако веќе го имаме вградено тој нов софтвер, ако Господ веќе светли преку нас, ако Господ е во нашите срца, тогаш третиот стих вели, народите чекорат кон твојата светлина, што всушност не е твоја, тоа е Господовата слава. Господ го живее животот преку тебе. Народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон истокот на твојот сјај. Подигни ги очите, 4 стих, обзирни се, сите се собираат, доаѓаат кон тебе, твоите синови доаѓаат од далеку, ти ги носат керките во преградки. Тогаш ќе гледаш и ќе блескаш од радост. И наистина, тука кога споделуваме некое искуство, како сме му посведочили на некој, па ние сме најрадосни од сите. Затоа што ете некој имал прилика да ја слушне радосната вест. А колку сме уште порадосни, и Елен Вајд вели, целото небо пее кога една душа ќе се обрати кон Господа. Но, погледнете го распоредот, значи како оди. Славата светли преку нас Господова, неговиот карактер, и ја осветлува таа темнина и народите, тогаш доаѓаат и радост. Или, ако ова не е доволно, ајде да видиме Давид, после оние негови гревови, кога се покајал, и го напишал 51-иот псалм, како тоа го забележал. Во 51-иот псалм ќе читаме од 10 до 13. 51-иот псалм од 10 до 13. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Што е ова друго, ако не? Чисти мисли, чисти чувства, значи карактер. Божји, светост, да. Не ме отфрла од Твоето лице и не одземај го Твојот свети дух од мене. И сега овде можеме да проповедаме на нова тема, дека светиот дух е тој кој што ги прави сите тие работи, во соработа со нас. И сега вели 12 стих, врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Видите, човек не може да биде радосен ако е во греф. Нешто го мачи, нешто му тежи, па самиот Давид во 30
Кој беше таму псалм, исто кажува 32-иот псалм. Кога молчев, моите коски се исушија од моето овкање преку целиот ден. А кога се покајав, Господ ја симна цела таа планина од мене, парафразирано. Врати ме радост на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. И сега 13 стих. Откако сето ова се случува, ќе ги научам беззаконниците на твоите патишта и грешниците ќе ти се обратуваат. Кога е тоа? Откако ќе се случи ова првото? Еве зашто е битен карактерот. Најбитен, ова е најзначајното дело што човек треба да го прави, а тоа е изградба на карактерот. Кога луѓето ќе видат дека она што го зборуваме и она како се однесуваме кореспондира со ова тука, значи нема разлика, тоа е тоа. Ви сте тоа. Што има да глумите? Тогаш ќе видат искреност, ќе видат честност, ќе дојдат. Меѓутоа, ако тука ова е сосема поинакво од она што го прикажувате, тогаш кога тогаш луѓето ќе го видат тоа. Ова кога се обраќам до вас, се обраќам и до себе. Може би некојаш ќе рече некој вие. Не, ние. Ние, сите сме ние луѓе, сите сме ние со слабости и грешни. Но навистина најбитното дело е изградба на карактерот. И ние сме тие кои што треба да проповедаме тоа ангелската вест, од која што првата вест како гласеше, Откровение 14 глава, 6 и 7 стих, и видов друг ангел, а тој ангел сме ние всушност, што ја носи веста, како лета посреде небото и мајки вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секој народност, и на секој племе и јазик и народ, и изборуваше со силен глас. Која е првата вест? Бојте се од Бога и подајте му слава. Што значи подајте му слава? Како му подаваме слава на Господа? Прикажувајќи го Христовиот карактер, така му подаваме слава на Господа. И тогаш, ако е тоа случај, тогаш се остварува 18 глава, први стих од Откровение, кај што стои запишено, вели, потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Целата земја, драги браќи и сестри, ќе биде осветлена од Божјата слава. На кој начин? Преку неговата црква, преку неговите следбеници, избраници, но тогаш кога тие ќе го прикажат неговиот карактер во целост. Кога мислите и чувствата ќе бидат складни со Христовите мисли и чувства, кога ние ќе го имаме Христовиот ум, всушност кога Христос ќе не има нас, кога Христос ќе биде дел од нас и ќе го живее повторно својот живот. Нека Господ ни помогне да растеме, да секојдневно растеме. Ова е, ќе кажам човечки, тешко. И на Исуса како на човек во грешната човечка природа што ја зел на себе, му било тешко и рекол во еден миг во Гециманија, ако е можно да ме одмине оваа чаша. И ние често пати викаме, Господе, па ако е можно, и оваа чаша да ме одмине. Зошто ова ми се случува? Ама тоа се случува со причина. Господ не кастри, Господ не го изградува карактерот. Се едноставно да се препуштаме во негови раце и да не води по неговиот пат, затоа што само неговиот е сигурен. Фала на Господа. Амин.